Денес би сакал да зборуваме за некои битни столбови на реформацијата. Споменавме еден, не самото проучување на утренските стихови. Кој беше тој? Писмото се толкува со писмо. Значи, било кој текст, ако е по-нејасен од Светото писмо, се толкува со други текстови од Светото писмо, кои што се однесуваат на истата тема. Зборуваат на истата тема. Ако некојаш сте го пробале ова, ќе видите колку е тоа лесно и колку се разјаснуваат нејасните текстови во Библијата. Дори можеме да се послужиме со некои примери. Ова начало или принцип се врзува за првиот принцип на реформацијата, кој што, бидејќи реформацијата започнала во 16 век, во крилото на католичката црква, во време кога и црковен јазик, и јазикот на христијанската теологија бил латинскиот јазик. Така многу начала на протестантската реформација се изразени на латински јазик. Првото најголемо начало, кое што протестантите, реформацијата поточно, го поставила на латински гласи sola scriptura, што значи само писмото. Само писмото што? Само писмото е единствениот авторитет за верата и доктрината. Протестантската теологија била реактивна теологија. Се јавува како реакција на што? На католичката теологија, на папската теологија. Според тоа, кога протестантите велат само писмото, на што е тоа реакција? Така. Значи, зашто тие нагласиле само писмото? Затоа што црквата велела дека учители и авторитети за и откровенија или извори за верската вистина се Светото писмо и црковното предание. Сега, за жал, под црковно предание може да се мисли се и сешто. Може да се мисли на автентично предание, кое што потекнува од апостолите, а не е запишено во Библијата. Затоа што самиот Јован нели вели, има уште многу работи што Христос ги кажа и ги направи, кои што не ги собира, ако кога сите би се запишувале во сите тогаш постоечки книги. Има многу вистини кои што ги поучувале црковните оци од раното христијанство, па некои од нив и подоцна. Меѓутоа, самиот израз црковно предание, тука може да се злоупотреби и тоа многу лесно и да се тури во него и се што треба и се што не треба. Многу е лесно да се злоупотреби изразот црковно предание. Многу лесно е да се воведат елементи кои што противречат на писмото, особено во времето кога писмото и онака не било достапно на народот, кога луѓето и онака не биле многу воведени во проучување на Библијата. Ниту ја имале, ниту ја поседувале Библијата. Во средниот век Библијата била во толку ретки примероци, особено пред печатот, значи пред 15 век. Што, кажавме, дури и Мартин Лутер во 16-тиот, откако станал доктор по теологија, откако бил ракоположен и поставен, значи, како
теолог и учител и проповедник и пастор и свештеник во Витенберг. Во црковната библиотека во Витенберг, значи после сето тоа, тој прв пат се запознава со Светото писмо, и тоа со латинскиот превод. Библија Сакра Вулгата. Па што проучувал пред тоа, ако како доктор по теологија прв пат тогаш се запознава со Светото писмо? Нам тоа би ни изгледало многу чудно во денешно време, нели? Но да не забравиме, и денес се прави истата грешка. Како што слушнавме, множина веќе почнуваат на запад веќе одамна и да ги крштаваме во нашите цркви без темелна подготовка и темелно познавање на основните вистини од Светото писмо. Се разбира, не зборуваме за некои подлабоки проучувања, но за основните вистини, барем за нив. Зато протестантите рекле сола скриптура. И како додаток на тоа, значи само писмото, и ако постои проблем како да се толкува некое писмо, значи некој текст, некој стих од Светото писмо, писмото се толкува само со писмо. Што вели Библијата во Дела 17 глава? Зошто евреите од синагогата во Вереја биле помудри од оние во синагогата во Солун? Да го прочитаме тој стих, бидејќи е битен. Еве кои се наречени мудри во Библијата. Дела 17 глава. Дела на апостолите, 17 глава. Почнуваме да читаме од 10 стих. А браката веднаш преку ноќта ги упатија Павле и Сила кон Верија. Тие кога пристигна отидоа во јудејската синагога, како што вообичаено правиле. Во некој град каде што има синагога, каде што има евреи, апостолите проповедале прво таму. Верувам дека се сеќавате на јудејската синагога во Верија, ние кои што бевме пред 15 години последен пат. Покрај еден брз поток, секаде евреите ги градиле своите синагоги покрај река. Знаете Скопската синагога каде се наоѓала? Кај што се стоколната куќа Илинден. Значи, близина на Вардар, на реката. Не знам дали успеале во тој период се трудеа од еврејската заедница да си го поврадат тој имот таму. По пат на денационализација има некои проблеми, како што ми кажуваше тогашниот претседател на еврејската заедница во Скопје. Не знам што направили, дали успеале, меѓутоа веројатно наместо тоа им е дадена локацијата повторно близо до Вардар, каде што е направена, изградена меморијалот на Холокаустот. 11 стих. Овој превод вели, овие беа поблагородни од солуњаните, помудри. Велат старите преводи и оригиналот. Тие го примија словото со голема усрдност и секој ден го проверуваа писмото, за да се уверат дали е тоа така. Видите, зашто се наречени мудри евреите од оваа синагога, од Верија? Или македонците го викаа Бер, тој град. Тие, она што Павле им го проповедал, не го проверуваа со изреките и учењата на познатите еврејски рабини, кои што подоцна ќе бидат собрани во Мишна и заедно со дополнителни
нови генерации еврејски рабини после Христа, заедно со нивното толкување на Мишната, Гемара наречена, ќе го формираат Талмудот. Во Христо време не постоел Талмудот како пишана книга, меѓутоа многу што од содржината на Талмудот постоела како усмено предание, како наука на еврејските рабини што живееле во тоа време и пред апостолското време. Тие, значи, не го проверува Павловото учење, Павловата проповед не ја проверува со своето јудејско предание, со мислењето и учењето на големите рабини. Не се затоа наречени мудри, туку сето тоа што го слуша од Павла и Сила, секој ден го проверува со писмото. Дали е тоа така? Директно со писмото. Писмото, тоа бил само Стариот Завет во тоа време. Од Битие до Малахија. Можеме да прочитаме многу други текстови. Ајде се подсетиме што самиот Павле му пишува на Тимотеј во врска со писмото. Кај се наоѓа тој текст, се сеќавате? 2 Тимотеј 3:16. Да отвориме таму. Еден од исто така најпознатите новозаветни стихови, кои што се често пати се наоѓаат во основните лекции за подготовка за крштевање. Тимотеј бил евреин, но по мајка и по баба, од мајчина страна. Павле ги споменува и нив по име. Татко му бил незнабожец, Павле вели грк, што ние знаеме, што значи тоа? Грк значи во Новиот Завет незнабожец. Не значи националност, не мора да бил грк буквално. Но ако бил незнабожец, бил грк. Кога Тимотеј го запознава Евангелието, тој не бил се уште обрезан, Павле го обрезува, за да не се бунат евреите од неговата околина во денешна Турција. Меѓутоа, Тимотеј, иако не бил обрезан, значи можеме да речеме слободно до својата рана младост, сепак имал нешто многу побитно од мали нозе, примено како воспитување во својот живот. Што било тоа? Значи, второ послание до Тимотеј, 2 глава. Да го прочитаме, јас би сакал во 2 глава да го прочитаме 15-тиот стих, пред да преминеме на 3.16. 15-тиот стих од 2 глава, видите што вели апостол Павле: погрижи се пред Бога да се докажеш како работник, кој нема од што да се срами, кога верно го проповеда словото на вистината. Значи, ако верно се проповеда словото на вистината, од никогаш нема да бидете посрамени, од ништо. А што се вели, а од непристојни и празни зборови бегај, зашто ти ги водат луѓето уште повеќе кон безбожност и така натаму. Сега, 3 глава. Значи, повторно би сакал да прочитам од пред 16-тиот стих, 14-тиот. Значи, прво вели, а лошите луѓе и лажливците ќе напредуваат во злото, како заблудувачи и заблудени, но ти, 14 стих од 3 глава, но ти остани во тоа што си го научил и што ти е поверено, знаејќи од кого си го научил. Бидејќи, 15 стих,
Бидејќи уште од малечок ги познаваш светите списи, светите писанија, што може да те направат мудар за спасение преку верата во Христос Исус. Повторно, каде се наоѓа мудроста? Мудроста не се наоѓа во верските книги на, повторно ќе речам, верни учители, автори, оци, рабини или денешни теолози и проповедници. Мудроста се наоѓа во Божието Слово. Како што евреите од верија биле мудри, затоа што секој ден проверуваа во писмото дали е тоа така. Тимотеј добива совет од својот учител апостол Павле, кој што од малечок ги познавал светите писма, што можат да го направат мудар за спасение преку верата во Христос Исус. До нив да се држи, и сега 16-тиот и 17-тиот стих. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување или карање, укор, поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Замислите, зашто се може да ве оспособи и квалификува Светото Писмо? Замислите секој христијанин да беше ваков. Да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Во Светото Писмо, значи, постои сила која што може да ве направи совршени. Што рече самиот Господ? Бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен Отец. Така завршува, нели, 5 глава од Матеј во говорот на блаженството. Што значи совршен во Библијата? Комплетен, целосен. Цело е кога се има се. Значи, нефаличен. Дали веруваме во совршенството? Дали веруваме во христијанското совршенство? Дали е тоа нешто можно? Мнози не велат, христијанското совршенство не е возможно во овој живот и во овој свет. Дури после Христовото доаѓање. Дали е тоа вистина или не? Што мислите? Светото Писмо веќе ја содржи сета мудрост која што може да не направи совршени. Пошајате колку копаме и колку примаме од неја секојдневно во нашиот живот. Тука ќе завршиме за денес, за вечер. Мислам дека реформацијата не погреши кога стави нагласок на Светото Писмо како единствен учител и авторитет во нашиот живот. Нема да погрешиме, повторно ќе речам, има многу корисни, многу убави работи во делата и на црковните оци, и на многу денешни теолози и учители. Меѓутоа, нема да погрешиме ако сето тоа го занемариме. Нема да погрешиме ако сето тоа сме го пропуштиле. Затоа што Светото Писмо, како прво, е толку обемно, толку широк домен за проучување, што ние доволно е само Библијата да ја проучуваме, нема да бидеме сиромашни во знаење. Кога само Библијата би ја проучувале, нема да бидеме фалични. Затоа што Павле вели, ќе бидеме комплетни, може да не усоврши и да не подготви за секое добро дело. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.